После 4 месеци чекање да се решат проблемите со горивото, конечно се лансира Space Shuttle Discovery на неговиот последен лет до меѓународната вселенска станица. Discovery ќе се лансира од Кейп Канаверал во Флорида, а посадата на овој Space Shuttle ја сочинуваат 6 астронаути под команда на Стив Линдзи, пензиониран полковник на американските воздухопловни сили. Тие ќе бидат во вселената 11 дена за да достават прехранбени продукти и хуманоиден робот за меѓународната вселенска станица. Ова е 39-то и последно патување на Discovery, кој за прв пат беше лансиран во 1984 година. Временските услови за полетување на Space Shuttle се проценуваат како речиси совршени. Хуманоидниот робот ќе биде искористен за вселенски истражувања и за изведување на работни задачи на меѓународната вселенска станица. Со повлекување на Discovery се затвора 30 годишната вселенска програма. Ова е прв пат за 60 години Америка да остане без ракета во владина собственост. Discovery е именуван по двата познати бродови. Едниот предводен од Хенри Хадсон, кој од 1610 до 1611 го пребаруваше северозападниот премин помеѓу Атлантикот и Тихиот океан, а другиот од Джеймс Кук, кој ги откри Хавајските острови. Меѓу другото, Discovery беше шатлот што го лансираше вселенскиот телескоп Хабл, сондата Одисеј и уште 3 други сателити. Пропустите кај Space Shuttle-ите Enterprise, Columbia и Challenger се коригираа кај Discovery. Надградбата на овој брод започна во септември 2002 година и му беа ставени сите дополнителни безбедносни модификации. Сега тој тежи 3 тони помалку отколку шатлот Колумбија. Опремен е со 5 уреди за ниски температури и врата која вакуумирано го затвора воздухот.